Во име на онкологот Мери примам честитки за незината, така речи, ослободителна присуда од грозоморниот случај онкологија. Од тешко обвинение за тешки дела против здравието на луѓето и како беше тоа второто обвинение за несовесно лекување, онкологот Мери доби условна казна од 2 години без забрана за дејност во својата професија, нели? Продолжува да лечи болни од рак. Можете мене да ги праќате честитките, јас ќе ги пренесам. Се надевам дека Мери ќе ме викне на журката, која ќе части за оваа пресуда што ја доби, дека ќе бидам поканет да ги пренесам вашите честитки што ќе дојат до мене. Нормално и на адвокатите незини да ја честитам за добро завршената работа. Мери ќе лечи пак. Можете да бидете оптимисти, да бидете сигурни дека ќе го победите ракот. Може сега малце шуба ќе ви биде, нели ова? Физиолошки раствор, рецимо, да ви дава па таму некој. Ама сега јеби га, така е пресудата. Кадија те тужи, кадија те суди. И бидете сигурни дека ова више нема да се повтори. Ова е таква една лекција дадена. Една таква показна вежба. Мислам дека на ниеден друг онколог, на ниеден друг менаџерски тим на онкологија нема повеќе уживо да им текне да ги загрозуваат со своето лекување здравието на пациентите. Да го дозагрозуваат, пошто и така им е веќе загрозено ептен кој имаш рак. Ама нема сигурно да им го загрозат. Ова сега се усрани у гаќи сите, ја мислам на онкологија. Ја мислам дека сега у памперс шетаат. Дека сега имаат нов тендер за памперс на онкологија после ваква присуда. Па тоа еден нема тама на онкологија што работи, еден нема да има без памперс. Па тоа ќе тече низ ногавици. Каков? Значи, каква драконска казна, просто се ежам сега. Ти обвинение за тешко загрозување на здравието на луѓето, за несовесно лекување. Па ја, човече, ја не очекував ништо пострашно од условна казна од 2 години без забрана за вршење дејност. Без забрана, значи, продолжуваш да работиш. Се јеби га. Печатот твој не бил тамо на друго место лупал, ти немаш врска со твојот печат. Што имаш врска, тој тамо си седи негде на шалтер, сега ти неќе се ебаш да прашуваш кај ми е печатот. Помини, замини кој сака, може Муро да го бапне вака. Да? Зато ние здравствува отидено у Мурец. Пошто Муров, на тој што е битниот, одговорниот, може да седи негде на шалтер, кај овој обезбедување во доле. Може да е кај кај хигиеничарката, да не ги навредам со зборот чисташ. Може кај хигиеничарката да е у кантата, кај што остава тоа раствор за чистење подови. Може тамо да е Муро. И се додека е Муро на некои чудни места, а не е кај тој што е одговорен за тој Мур и што треба тој да го бапне Муро, сите ние пациентите ќе го јадеме куро. Види, мајко му, Муро и куро се римуело, тоа многу јако е. Ако кој стигне го мава Муро, сите го јадевме куро. Жими Муро, овој куро. Колку она беше довербата на судството? Колку беше 2%? Зашто е пичка му матерна само 2%? Абе, не е могуќе да е 2%. Неверојатно е да е 2%. Можда јали мало више довербава, не може луѓе да е 2% на вакви казни. Па не може, бе, па ова го немало у времето на Сталин, бе. Условна казна од 2 години. Знаеш шо? Знаете шо? Просто ме чуди како сме уште живи. И се прашувам, после пресудава што ја доби дотичниот онколог Мери, како бе се осеќаат овие пациенти што им дава наместо скапа биолошка терапија против канцер, што примале физиолошки раствор или нешто така.
Додека рецимо оваа што си ја платиле скапава биолошка терапија, не, кој не знам, кој ја изнесол, ја продал тука на паркинг, ја шиткал као дилери, као кокао као my man. И кој знае кај ја шиткале? Косово, Мосово, после преминувала граница. Не знаеме, така. Зошо би бил некој... Зошо ја би бил крив ако Муров мој не ми е у гаќ, не ми е у джеп, не е у моја фиока. Тука е тамо негде на некој шалтер, кај што има некој шалтерски работнички или кај хигиеничарката. Па они си играат со Муров мој, со Муров мој. Како може Муров мој да не ми е у гаќ, у джеп, да ми е тамо кај шалтерската работничка, она да си игра со Муро. Па нели треба прво ја мислам да си играм со Муро. Со Муров. Логично е. Сабајле, прво јас да го фатам Муров. На мочање, не, мислам на работа. Логично е ја да работам со Муров, а не шалтерската работничка со... тоа не е лошо, знаеш, ама друга ситуација кога некоја шалтерска работничка си игра со Муров мој. Ама тоа е друга ситуација, не на онкологија да му еве матер, има други разни ситуации. Кога може да дадеш од сабајле некој друг да си поигра со Мурот твој. Мислам да го искористи, мислам да го употреби Мурот твој, за да става, да го муросуе документов. Си изгубив комплетно, мислам, шо зборам, за Мурој ви зборам, бе? За Мурој. И како сега викам, 2% довербавање судство. Викам, вака, а пресудава топ, ја немам забелешки за пресудава. Секоја чест и за онкологот и честитам условна казна од 2 години без забрана вршење на дејност во незината професија онколог, тоест лекар, тоест некој што дал заклетва на Хипократ. Хипократ, стар тамо, римски лекар, јадел говна. И сите нешто као му се колнат, ама додека му се колнат, вака ги држат позади заклетвата која на Хипократова, која вака изгледа позади ги држат прстите, да не фати ова заклетвава, знаеш, да не ги удри гревот ако излажат. И редовно вие од медицинава, од медицински работници, лекари, не пропуштаа да ја кажат таа Хипократова заклетва. Не пропуштаа, тоа особено тамо која дипломираат, кога се запишува Хипократова заклетва. Уста да го ебам и Хипократ и некој од вас, не сите. Не се сите лекари лоши, не се сите лекари психопати, не се сите лекари материјално обседнати со идејата дека треба да станат милионери за 4 години додека се на функција или на работа или не знам шо. Особено на места кај што имаат допир со Мурој, Мурој, и со Мурој што треба да ги муросаат одредени, да ги муросаат за да станат богати, Мури. Уствари, кај овие што Мурој, Курој, кој си има работа, викаат со Мурој, има и со Курој, ама добра е сега. Ова некој го кажал, некој паметен човек некогаш. А не знам кој беше, може Никола Тесла го има кажано. Оној што се плетка со Мурој, се плетка и со Курој. А Никола Тесла ли беше или Алберт Ајнштейн го кажа, да. Не, Алберт Ајнштейн рече, сите Мурои се релативни, во еден простор што се шири, значи зависи од местото на наблюдувачот, Муро може да се наоѓа на поише места. Например, не е секојаш нужно Муро да се наоѓа у фиоката на тој на кој што му припаѓа Муров. Може да биде некоја друга фиока, некој друго место. Зависи од наблюдувачот од вселената кај гледа. Теорија на релативитет, тоа Ајнштейн беше. Ама ова кој се плетка со Мурој, се плетка и со многу со Курој, друг може беше, не знам, може некој поет го кажа тоа. Волт Витман, поема немам ја. Може овој Вергилий, исто овој римски некој тамо, одамна. Не се современици со Хипократ, уста да го ебам и тој Хипократ и заклетвата у која што се колнета. Мислам, некој од вас, не сите, јеби га. Не се сите лекари лоши, да се разбереме, не сум ироничен. А викам сега, како тргнало со ова довербава, после ваква пресуда ти очекуваш да скокне довербава, да отиде на 85-90% доверба во судство. А викам, а шо овако падне под нула, она досегне минусни степени.
и температури, бога ми. Например, дали е возможно теоретски, сега не знам не знам некој од вас математичар да ми објасни, дали може доверба у некоја институција, да кажеме судство, да падне, да биде минус 50, да падне под нулата. Тоа многу ме занима од математички аспект. Не знам Ајнштейн за тоа дали има исто некоја теорија како оваа за муроите, што нивната местоположба зависи од местото на наблюдувачот, од кај ги посматра од вселената. Например, може муров мој за мене овај угаќ, у джеп, муров мој. Ама може за некој што ме гледа од водно, муров мој кај некој од вас у джеп. Пример, кај некој од вас, драги пријатели од Facebook, пример, кај некој Марко, може муров мој кај него у джеп. Може, што знам, кај некоја Маја у джеп, овај у Фиока, може да е кај некоја, појма неам, Илина, или кај некој Горан. Зависи кој од кај гледа, кај се наоѓа муров мој у моментот. Не можеш да знаеш. И ја понекогаш може мислам муров мој дека ми е угаќ овај у джеп, а он уствари да не ми биде у джеп. Да биде било каде. Оти тоа е релативно многу, кај се наоѓа муров мој. Што се дешава, бе? Пази, што се дешава? Што се дешава, бе, ова? Дали е ова можно, просто? И замислете, покушавам да ја замислам една ситуација, ја добија пресудава лекаркава, лекар дала Хипократова заклетва. А муро незин не е во гаќ, овај во незин джеп, овај во незина фиока, туку е на... Мислете. Замислете само атмосферата од која доби таа претешка пресуда според мене. Замислете колку тешко и паднал. Замислете кога се сретнал со адвокатите после на брза пијачка пред да договорат журка. Ве молам на журката да ме поканите кога ќе прославуваш за пресудава. Сакам да присуствам, да видам лицата, да видам. Сега вие замислете ги тие озарени лица одма после изрекувањето на пресудата, која на брзина влегле во некој од тие околните кафичи, кафани, на брзина она да прослава, што се вика у моментот. Замислете, како што ти реков, ќе те ослободам. Пример адвокатот, фала ви многу. Алал да вие на секој денар што ми го земавте да ме одбраните. Знаете каква атмосфера? На едно место, зависи од наблюдувачот. Тамо веселба, се слави озарени сите. На друго место замислете ги овие што загубиле блиски на онкологија, затоа што не им било дава, затоа што не биле соодветно, не биле совесно лекувани. Замислете како е пример кај нив дома, рецимо, после ваква присуда. Ја мислам дека од нас си ги бараат пасошите кај им се скриени по висечки елементи, по фиоки. Ако нема пасош, од нас ја поднесуваат за пасош. Ако имаат деца, внуци од овие што ги загубиле на онкологија, веднаш им вадат пасош, бараат роднини по странство, аман зими го, ние ќе ти даваме пари да го одгледаш додека не стане пунолетен. Само да не биде тука. Пошто види, со вакво судство што нема милост, ти не можеш пријатно да се осеќаш вакво. Нема, едноставно судството е Сталин говна да јаде. Криминалот овде не се исплати, особено не кога си се дрзнал да направиш тешки дела против здравјето на луѓето. Нема, тука сме неумоливи. Нормално, луѓето ќе бегаат. Не ќе утре некој негов близок така да рикне у некоја болница ради несовесно работење и после судот да даде такви драконски, тешки казни на тој што е виновен за смртта на нивниот близок. Тоа е тешко за гледање, луѓе. Тоа не се издржува кога гледаш обвинетиот седнал во обвинителна клупа, а судијата му чика пресуда. Полна со емпатија, со разбирање. Судот ги свати олеснителните околности на обвинетата или обвинетиот, чиј мур не бил во неговите гаќи, во неговата фиока, да? Туку се наоѓал на некое друго место. Релативно на кое место се наоѓал точно, зависи од наблюдувачот, од кое место на космосот го гледа, муров каде. И со оглед на овие олеснителни околности донесуваме тешка пресуда, условна казна од 2 години, со ова сугестија
пресуда 5 години да не се повтори делото што го направил обвинетиот. И сега си викам, каква е таа условна казна? Значи, ако има казна, значи е виновен за нешто. А обвинението е за тешки дела против здравието на луѓето и несовесно работење. Па ако е овој виновен за нешто, поше е казнет условно. А обвинението е ова кое што е. Зошто бе тогаш условна казна без забрана за вршење дејност? Значи, теоријата на релативитет функционира и во судството. Леле, тој Ајнштейн мамицата у пичка да му евам колку било право е. Па стварно све зависи од визурата, од местоположбата, како гледаш на ситуацијата и на процесот и на Муров у Фиока. Све од тоа зависи. И сега овие другиве чека, демек обвинени, овие другиве двајца обвинети, демек тие и проневериле некои пари, не знам што. Добро, прво дело, може и они тешка казна да добијат условна. Тие потешка од условна казна, луѓе. Само стрелање е потешка казна, нема потешка казна од условна. Ти да знаеш 5 години дека си казнет или 2 години дека си казнет условно. Каков притисок е тоа? Не се издржува. Ти легнуваш со таа мисла дека си условно казнет за тешко загрозување на здравието на луѓето и несовесно работење во медицината. Ти со таа мисла легнуваш, со таа стануваш. На Мурој више не ти текнуе. Или може па тогаш ќе ти дојде да прославиш тие месеци у стрес доека се било притвор, па судски процес, може тоа ќе ти дојде и онака баш ќе ти се отвори дизна хормони ќе проработат, кој ќе земаш да мааш овој Мурој, бам, да ги мааш, потоа пошто нема забрана за вршење дејност, ти продолжуваш да мааш Мурој, да, убаво река. Да. Мурој. И тоа извежба на рука ти ако имаш мур, ако тебе институцијата, па немам клинички центар, ти дал на користење Муро, ти го дал на користење. Ти си значи човече специјалист, експерт за Мурој, тоа само вака и тоа, да, значи ја не сум, не сум имал никогаш некој Мур така. Мислам освен Муров, мислам. Ама па добро, нашава пракса од друго место доаѓа. Мислам моја. Го брам Чакија! Чакија го брам! Место Мурој да удира. И со нас си прави Чакија. Чакија си прави судство со нас. Ау, каква Чакија си прави. То прскат на сите страни. Джвркат. Сперма на фуче. Каква Чакија си прави со нас. И фелава, замисли. Нема забрана за вршење дејност. Ке продолжи да лечи. Хипократ е уста да те едам смрдена. Што ми падна од рака? Ете го, Муро! Муро ми падна од рака. Знаете што? Треба да се само погребеме. И сами опелото да си го отпееме, и сами благата пченица да се изедеме. Дали, кога, некој, некаде, сега, ќе се дрзне да четне во тоа дувло на бивши удбаши, кодоши, неилустрирани, вакви, онакви, корумпирани, трас, тефтерчиња Сваровски. Луѓе, ќе останете без луѓе. Кој ќе отиде на оној свет, кој ќе отиде преку граница, али ќе останете без луѓе. Ова можете како сакате да го сватите. Ај здраво.